И види, ми кажува кога да сменам брзина. Само ми се паркира. Ево, тоа е. Само ми се паркира, еј. Ало, кревам вака раце и само се паркира. Новата епизода од 1 на 1 започнува сега. Бора, мене ми е најкејф што со тебе ја отвараме сезонава. Прва епизода со тебе, значи имаме супер прашања спремно, еј. Питаш што го хочеш, ја што ти одговорам, сигурно. Па ќе почнеме, пошто ти си познат по твојата риблја чорба, па ме интересира мене за риблја чорба како се прави, се става зачини или мора ли пастрмка да е, имаш ли нешто посебно, нешто готвењето ли? Бензове риблја чорба, веќе постои веќе 40 години си, не? 40 години бенд. Извини. Уреде. Добро, второ прашање ми е ова со името и презимето е многу интересно. Бора чорба. Сега ја знам од Бора островов е името, ама ова чорба презимево од кај? Имало некој чорба, имало некој човек или? Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашен гостин Бора Ѓорѓевиќ. А сега вашиот домаќин Жарко Димитриевски. Па тоа е тоа! Тоа е тоа! Благодарам многу. Епа, дами и господа, дојде и тој момент, започнуваме и ние, започна и Васко Ефтов, започна и Миленко, сите започна со новата сезона, па редно и 1 на 1 да почне сезона 8. Така е, има многу новитети, Ана, на сино сте оваа година. Мораше да видиме. Мораше да видиме на сино, лани бевме на црвено и знаете, има и жолти коцки, да, за да не се налутат и жолтите. Имаме и нова фотелја, имаме од Office Plus, прекрасна нова фотелја. Да, еве. Да, имаме и стари работи, например, нормално, Good Nature е старата работа која е тука. Нормално, незаменливата. Ние сме навистина подготвени, морам да признам. Направивме секакви можни тестови. Јас сум окей, јас сум исклучително позитивен. Така барем докторот ми кажа преска. И тоа е животот. Имате пријател што дува? Не? Се срамите да кажете? Еве, ја имам, добро. Ја имам пријател што... Имаш пријател што дува, така? Ама не свеки, збориме за оно. Јас имам и не сакам кога одам кај него и прави палачинки, зашто цело време ги лиже кога ќе ги зарола. Ова е гадно. Не го сакам тоа. Иначе, вистина, во Словенија е направена првата куќа на Балканот, изградена исклучиво од стебла марихуана. Најсериозно, да. Целата е од марихуана направена. Незините квалитети се многу, например има висока енергетска ефикасност, фул биолошки и еколошки материјали и гарантирано смеење во случај на пожар. Нормално. Брат, ни гори куќата. Топ. Си пишувате подсетници на фрижидер, онака треба да купиш, као купи тоа, купи ова. Јас си пишувам, да. Некои пишуваат на мобилен, јас си сакам old fashion да си имам на лист, на магнетче, фрижидер, Верона, Венеција. Еден тако подсетник куќето ми изеде вчера, пишуваше купи храна за куќето. Ги пропуштивме председателските избори во САД. Да, на 8 ноември нели се одржа.
Добро, мислам, и тие ненормални на Митровден ли се гласаве американци. Значи, добро, окей. Има еден проблем. Проблемот беше тоа што милиони и милиони американци не сакаат да гласаат воопшто. Вика, како да гласаме? Како кој и Клинтон и Трамп се реално тапа кандидати? Вика, двете партии се катастрофа и ја водат државата во се поголемо дно, на што македонците одговорија, ќе навикнете Америка, ќе навикнете. Океј, Америка. Но и американците се мрднати, да ви кажам. Например, пред изборите, ова е вистина, Мадона на сите своји фанови им порача дека таа лично орално ќе го задоволи секој што ќе гласа за Хилари. Истиот тој ден, поддршката за Трамп се покачи за 5%. Што би рекло? Подобро Трамп светот да го руши, отколку баба да ти го пуши. Се извинувам. Кога сме на темата, не знам дали чувте, во Македонија имаме проблем со кондоми. Знаете за ова? Вистина, се продаваат дурекс кондоми со поминат рок на употреба. Го имаше секаде по вестите. Знаете што ми е идејата? Добро, не ги јадеме, што има врска. Али, види, ти штом си стигнал до момент да вадиш кондом, ти, брате, влагаш, не е важен рокот, го гледаш кондомот, рок на трање 2014. И женската ти вика, се е окей срце? Да. Окей. Почињаш, си ја убедил, бав, се соблекува, ја галиш, коленце, нешто буче, одиш нагоре, го вадиш кондомот. Срце баја, ти се извини. Ова никој не го сака. Во меѓувреме, ова е вистина, дистрибутерот отфрли секаква одговорност. Што до душа во Македонија е нормално, тоа Диме Спасов не презеде одговорност, не по овој со кондомите. Увоз на бајати кондоми. А замислете да превземе одговорност дистрибутерот за увоз на бајати кондоми. Одиш во понеделник на работа пред фирма 750 тинеџерки, која бремена, која со бебе, плачат, викаат, протестираат. Нема кондом, нема мир! Нема кондом, нема мир! Имаме супер емисија Джулио од Вангот и Бора Чорба денеска во 1 на 1. Една од работите кои ги правевме минатата сезона, ќе ги правиме повторно. Ова е 1 на 1 анкетата. Анкета. Вау. Фантастично. Ова заслужува прво прашање. Првото прашање е која ви е омилена песна од Елвис? Љубе Бошковски одговори Jailhouse Rock, што е многу логично. Елвис Бајрам одговори не е точно дека сум пејач. И Елизавета Канчевска-Милеска одговори Love Me Tender. Што облека најмногу сакате да носите? Мелита одговори глупо е тоа прашање, како да ме прашаш за омилено дете или омилен од моите 6 полни фејсбуци. Тоа. Амди Бајрам одговори, јас најчесто го носам Версаче. Секој Сабајлево градинка го носам. А од облека носам Версаче. Че ја не разбирам шегава, демек внукот му се вика Версаче ли? И што облека најмногу сакате да носите? Маријана Станојковска одговори не. Глупости. Што најмногу слушате е прашањето, а Љубомир Фрчковски одговори джез. Миленко одговори целата дискографија на Орце Стефковски. А Латас на прашањето што најмногу слушате одговори што ќе кажат од двома. Состанок со сценаристите кај мене во канцеларија после емисија. Со што се бањате? Едниот од Next Time одговори со шампон против првут.
Ова е Мартин или Стефан? Beats me. Панчо од ДНК одговори со шампон за мрсна коса. Не знам зашто. И со што се бањате спасе, одговори со жена ми. Еден на еден анкета имавме минатите сезони, ама минатите сезони го имавме и неповторливиот вице-премиер Мешевски. Вице-премиер Мешевски. Кај си? Рециклирајте, луѓе мои, рециклирајте хартија, стакло, лименки, седи господине Мешевски. Зошто си ми така лутепам Мешевски, премиера на нова сезона, треба да си среќен, радосен. Не, баш ми анкетите ли не се добри можда у партија? Одлични се. Добро. Одлични. Прво ти кажам, така шетајќи се на улица, ме сопре едно човече и ми вика, пријателе бе, вика имаш многу медиумска фаца. Па така е кога си во еден на еден. Така, правејќи муавет на таа тема, он пак ми вика, да, имаш медиумска фаца. Ама вика за на радио бе, вика. Не, Мешевски. Зашто? Мешевски, чеде, Мешевски. Тебе човек треба да те расположи, Мешевски. Ова ќе те расположи, Мешевски, бирај. Кој дап е за тебе? Кој дап е за тебе? Тој дап е за мене од кај пајак. Овој дап е за Кој тебе? дап? Не е така, Мешевски, овој дап е за тебе. Бркај работа, ајде, овој дап е се. Ајде, живели, Мешевски. Ајде, живели, Мешевски. Останете тука Бора Чорбова, денешната емисија еден на еден. Мало прича, мало смеха, мало забаве, да отреба во кишу. Драги гледачи, имам жолтен перион, нане, маточина и корен од валеријан. Сега ќе направам нешто што ќе ви помогне кога сте под стрес и напнати. Ќе земам мојата магична марама, ќе ги покријам овие волшебни трефки. Ачири-бачири-бу. Чај од валеријан микс. За оние мигови кога ептен ти треба релаксација. Но тоа не е се, драги гледачи. За крај ќе направам дисчет на 100 денари. Некој од публика дали може да ми поземи 100 денари? Благодарам. Building castles in the sky, just in Сега имаме нешто многу интересно. Сега имаме нешто многу интересно, имено за сезона 8 направивме песна која е многу уникатна, која што ќе ја чуете за прв пат, па после тоа ќе има и на интернет и секаде. Песната е песна за сезона 8. Е изведена од Жаре 1 на 1 звездите, и тоа нашите големи пријатели. Игор Џамбазов, Тамара Тодеска, Весна Петрушевска, ДНК, Маријана Станојковска, Илија Карадаковски, Гаро Тавитјан, Роберт Билбилов и секако Пеперминт. За играњето ми помогна студио Брейка Лек, шо да кажам, уживајте луѓе. Лата сносител збори чомовски топ тема води. Не се замарам, јас сум политика. Мама вика немој така, не сме кој што сака. Гледај вести, ќути, таму има правила. Неќам лата за го гледам чом, не е лош за сега, не е важно, неќам тоа не политика. На Телма има нешто друго, како постои баш чудо, после вести оди братко во сабота. Не се нервирај, нервирај, нервирај. Не се нервирам, ич, не се нервирам, има што да гледам, знам. Има што да гледаш, што ќе гледаш, што ќе гледаш, кажи ај. Хеј!
ne novina kotasko, site go znaat žare ko šlakatica. Eden na eden dojde večer, da mi projde bez griže i nervozi so zabava. Dugo te nemaše, cela Makedonija te čekaše. Nemoj, ne me lažete, jednaš ne se javivte za spase da me prašate. Lele, koliko si bezobrazan, za inat vas Kojevtovčevom gleda me. Ić i ne me zavoleda, si gledaš što si sakaš, ne te vikam, vek je jas. Извини, не мислев така, него не сакам вас, Коевтов. Знам. Ако не сме смешни, мислите ти се грешни. Ич не се мисли, опцуј нија мајката. Но Мешевски ке те најде, сонцето штом ке зајде, спасе ке те па како магарица. Не е нивто Васко, не новинар Котаско, сите го знаат жаре, тој шлакратица. Еден на еден дојде вечер, да ви пројде без грижи, нервози со забава. Не се нервирај, нервирај, нервирај. Не се нервирам, ич не се нервирам. Има што да гледам за. Има што да гледаш, што ќе гледаш, што ќе гледаш, кажи хај. Ne novina kotasko, site go znaat žare ko šlakatica. Eden na eden dojde večer, da vi projde bez griži, nervozi so super, najsuper zabava. Продолжуваме ние со првата епизода од новата сезона 1 на 1. Имаме одличен гости за почеток. Претходно само да ве информирам дека нашите добри пријатели од вчерашни новости започнуваат со нивната втора сезона. Ние започнуваме со 8-та, тие со втората. Идната недела во истото ова време 19:15 на 20 ноември вчерашни новости на Телма телевизија, да си запамтите. Сега. Одиме со нашиот гостин. Нашиот гостин нема потреба да го представуваме. Тој е втор пат во 1 на 1. Преходниот пат си поминавме убаво. Мислам дека исто така ќе биде и денеска. Легенда на рок-н-ролот, општо во Србија, Балканот, светот, како сакате. Тој е едниот и единствен Бора Ѓорѓевиќ. Така наречен Бора Чорба. Бора Ѓорѓевиќ. Повели, Бора. Бора, како си? Добро, одлично, фина. Изгледаш добро, да ти кажам? Хвала, Изгледаш хвала, свежо. малку се гоја, али добре. Добре, нормално дека е добро. Бора требаше да гостува со Ѓуле од Ван Гог. Тоа мораме да го потенцираме. Но Ѓуле од Ван Гог имаше една доста несекојдневна, па бога ми ќе кажам и опасна авантура, Бора. Ти дојде со авион од Љубљана. Тој требаше да дојде со авион од Белград. Арно, ама се случи невреме. И што се случи во авионот, ќе ни каже сам Ѓуле од Ван Гог. Го имаме на линија. Драги сестре, драга браќо, жao mi što večeras neću biti gost u emisiji 1 na 1 kao što sam i najavljen. Noćas sam krenuo avionom put Skoplja, avion je došao iznad Skoplja, pilot je pokušao da sleti, ali zbog jakog nevremena odlučio da se vrati za Beograd. A ko zna, možda i bolje što nisam gost, da me oni ludi zare ne gnjevi glupim pitanjima i helijumom, da pevam, gutnem helijum pa pevam. Dođite da rokamo, da gruvamo, da rolamo,
19. novembar, Screamfest, čeka vas grupa Vango. Ето го било. Со свој зборови. Книга на едно слово. Спала книга на едно слово. Жера, кој треба гостува 19. takođe u Skoplju, on je u Australiji. Đula nije mogao da sleti. Potpuno ga razumem, to se desilo i meni jednom. Да? Da. Каде беше? Na Santoriniju, kad sam se venčavao treći put. Treća sreća. Treći? Da, moj kum je trebao sleti na Santorini, a tamo duvaju vetrovi veliki. I došao iz Atine do Santorini, avion se vratio. Isto како... Isto tako u Atinu, međutim zamenjen je avion, neki teži je pošao i kum je sleteo u 2 ujutru, sutra srećno venčao treći put. Опа, добро, имаше венчавка. Имаше, Да, се направи да. венчавката. Ние имаме и некои ексклузивни и не толку ексклузивни бидејќи се објавени слики. Значи ќе видиме дел од атмосферата на венчавката на Бора на Санторини. Прво да ти честитам за тоа што изгледа холивудски изгледа, светски изгледа. Венчавка од соништата. Па нормално. Па како што ти Па заслужуваш. Бора, нормално. Иди бе. Види. Ај, биди искрен. Srećna mlada igra, ovo je kum ovde. Еве го кумот. Istovremeno je advokat. Marko. Адвокат? Ba, da go šta? За не дај Боже ако притреба. За не дај Боже, tu je. А јас за малце се мислев дали ја да кажам, а тоа сам си каже човекот. Бора, зошто Санторини признај дека сопругата го одбрана? Ne, ona je htjela da bude Santorini, ja sam prihvatio to sa velikim zadovoljstvom. Medeni mesec je bio na Sešelima, nikad bolje. Nikad bolje, evo, već skoro godinu dana. Sejšели? Da. И добро, Сејшели има луѓе што си живеат таму цело време? Kako da ne, žive tamo, raste, mulati. To je kombinacija Francuza i Crnaca. Svi duvaju, svi su veselo raspoloženi. Opušteno, cool. Да, значи ти пријаше атмосферата. Лежерно, Pa kako da фино. ne, trava može biti štetna ako nije kvalitetna. Što te čudi, to znaju svi strumice. Бора, продолжи. Ја пора можам да го оставам цела емисија, мајстор. Мене ми одговара. Си бил малтене на секоја ќоше од земјина топка? Pa nisam, malo sam Aziju zapostavio. Така? Malo sam Aziju zapostavio, dosta sam putovao. Во Азија кај си бил? Кина си бил? Ne, nisam nažalost, ali jedno 5 australijskih turneja, bio sam na Novom Zelandu, pa jedno 5 američkih turneja, ceo kontinent sam obišao. Od Afrike sam radio u Južnoafričkoj Republici, u Botsvani. Nemaju dovoljno para da plate benda. Pa sam morao sam da budem i u Harare, u Zimbabveu. U Zimbabve? Da, nećeš verovati. U Zimbabveu je karta za moj nastup koštala negde oko 30.000 zimbabvanskih dolara. 30.000 dolari? Da, ali... Тоа колку е? Razglednica je koštala sa markicom 7.500 dolara. 7.500. To je jedina inflacija koja je bila gora od naše. Сироти во Зимбабве. Чекај, Бора, жити се. Кој те ангажира во Зимбабве? Ти како ти се јавува? Naš čovjek, gospodin Uzelac, koji tamo ima blizu Mugabea svoje imanje i održava tu našu koloniju od dana pokreta nesvrstanih. Dobro, Titovo vreme, kad smo radili palatu nesvrstanih u Zimbabveu, u Harareu, ostao je jedan broj naših ljudi, Jugoslovena. Jedna kolonija ostala je jedna kolonija Jugoslovena, jedini ostali belci su ili proterani ili pobijeni, ali naši su ostali. Jao, znači samo naši bez obzira, ostali su u takvim uslovima koji su nemogući. Bukvalno, ta inflacija je nešto najveće na svetu. A što ima u Zimbabve? Prašumi? Kakva je ravoda? Džungla? Ima malaričnih komaraca, ima malarije, ima dosta bede, ali ima i divnih predela, imaju Viktorini vodopadi koji su nešto neviđeno na svetu. Pa to je svetsko čudo, čoveč. Svetsko čudo. Kvalitetna trava? Nisam probao, hvala. A ne, dobro. Okej, vo Zimbabve ne. To se na Svahiliju kaže bange bange.
Банги, банги. Банге, банге. Wow, give me some bange, bange. Prišli su mi u Kninu, iz Kenije, nesrećnici, koji su bili tu. Kenijci, a? Da, Kenijci. Nekoj maratonci. Koji su održavali, da. Njima je bilo jako hladno. Zima u Kninu je jako zeznuta. I sad ovi naši ludaci ih dovedu na žurku i daju im malo trave. Sutradan Kenijci, kojima su dali šinjele JNA, kažu, ej, bange, bange. Kaže, šta? Kaže, bange, bange. Ono isto. Da kaže, банге, банге. Bange, bange, to je šifra. Колку бендови пред Риблја чорба имаше? Pa, Сигурно u десетина. Čačku nekoliko bendova, ali bitni bendovi koji su bili grupa Zajedno, pa onda Suncokret nekoliko godina, jako važna grupa, u kojoj su bili Bilja Krstić, Gorica Popović i Zržani Andalić, ženski deo grupe. Билја Крстич е легенда. Bilja Krstić je legenda, sad ću biti gost 24. u Beogradu na koncertu. Се дружите, блиски сте. Kako da ne. On mi čak i rođak. Ти си роднина со Билја Крстич? Da. Машала. Da. А значи од Đorđević со Da, друга onda страна. sam mesec i po dana bio, nažalost, u ranom mrazu, što je bilo strašno. Od toga mesec dana nisam bio trezan, ali dobro, i to se završilo srećom. I onda sam napravio 78. godine Riblju čorbu, kad niste vi bili ni u planu. Да, Petogodišnjem така planu. Ali, За ние што сме помлади да знаеме, Рани мраз е првата група на Ѓорѓе Балашевиќ. Или не е прва? Нема се vređamo. Знам дека не се сакате, бе, добро, знам. Dobro, u redu, on je veliki pesnik, sve u redu. Така е, не збориме за Балашевиќ, Да. продолжуваме понатаму. Бора има до сега глумено во сигурно преку 10 филмови. Pa ne znam tačno koliko. Сигурно преку 10 филмови, а најново нешто од Бора Чорба, и сега пуштаме да зимнете и вие трейлер, филмот е на Предраг Јакшиć и се вика Повратак. Da, Povratak. To je ozbiljan film. Glavnu ulogu igra Lazar Rockwood. To je onaj tip koji izgleda kao Indijanac sa područjacima velikim. Igrao je negativca u Nesalomijevima. Glavnu negativca, ubija ga Elliot Ness na krovu. Од пишаните. Da, otpišanite. Otpišanite. Lepo na makedonskom. Така, отпишаните. Otpišanite. Отпишан. Je, odlično. А добро, поред сите овие глумци, холивудски, светски, кај се најде ти? Ba ne, slučajno stavili tu. Film je tragedija teška drama, mislim, čovjek se vraća. A tvoјата улога, Бора, што е твоја улога? Ja sam odgajivač trave. Odgajivač Трава trave. одгледува. I posle te strašne tragedije, krvi do kolena, ubijanja, Добро? pojavio se ko blentav, potpuno blentav, i film postaje komedija. А, од тој момент натаму. Od tog momenta. Добро, имаш, пази, да играш во повеќе од 10 филмови мора да значи дека имаш кейв да глумиш, имаш Ma желба nije, да to ja глумиш. samo lečim komplekse. Zašto, Bora? Lečim komplekse. Probao sam da se upišem na Akademiji na glumu, pa me nisu primili, pa sam upisao organizaciju. Apsolvirao sam organizaciju pozorišnu, ali nisam nikad diplomirao. Ali, eto, И сега за играч. mnogo volim da otimam glumcima. Odustao. Да, Malo. Па и тие сакаат да пеат, да свираат. A i oni vole da pevaju, Или? pa da. Сега се актуелни многу изборите, беа во Америка актуелни. Odmah imam pesmu, За? Za izbore u Americi. Kriza drma Amerikom, više dobro nije nikom. Samo oni nisu pali što su krizu izazvali. I Evropa trpi krizu, a ona je nama blizu. Kod nas niko i nehaje, kod nas kriza večno traje. Stali će Obama da misli o nama. Baš me mnogo dupe boli da nas mrzi, da nas voli. Izazivač svetskog rata, možda crni demokrata, ili možda republikanac, svakako Amerikanac. Biće rata, nema mira, dok ne stignu do Sibira. Preživjeli ih biće samo teoretski, ovaj rat je konačan, poslednji i svetski. Na planeti bez pameti. Biblijsko proročanstvo, nestaje čovečanstvo. Uzalud želje u zidu plača, zid puca kao da je od gipsa, na horizontu 4 jahača, galopom dolazi apokalipsa. Crne slutnje, crna slika, da proglasi pobednika neće moći niko, od mene toliko. Bob Dylan! Everybody! Одлично, во твој стил.
Па, ја мислам да е тачно. А амерички избори? Имаше време да ги пратиш додека се Добро, мислам, навијам за Трампа. Значи Трамп беше твој фаворит? Трамп е мој фаворит, да. Аха. Сигурно, негова болесна жена. Те приметуваат, гледам и други. Добре. Ова кој се не Адидас гледам. Естествено, дечко се зове Славен и прави овие ципели. Имаш повеќе вакви? Не, имам јан пар и остали из бенда имају по пар, али Овие се за на телевизија ципели, така? Да. За јавни настапи. Како да е. Риблја чорба е една од најлегендарните, па и најлегендарна ексју група. Но постојат и едни други ексју групи, кои што се исто така познати, ги знаат сите. Наравно. А сега ќе испробаме да видиме колку ти ги знаеш, ама ова е предизвикот. Ова имаш, Добро. не треба да гледаш, а јас ќе ти давам предмети ти да кажеш како се вика групата. Значи, како се вика оваа група. Црвена јабука. Така е. Океј, одиме понатаму. Оваа група, ексју група. Ова нешто хладно. Малце помодерна е. Хладно пиво. Така е, браво. Ајде да одиме малку по-тешко, ќе одиме. Вака, ова имаш. Дај ми другата рака. Хлеб. Дај ми другата рака. Хлеб и сол. Добро. Ова мислам дека најтешко ќе е, Бора. Патика е. Патика? Да ни опежера. Не. Патика, ама македонска група. Не е десна. Не, ние десна патика? Лева. Лева патика е, Бора. Имаш још едно, Бора. И ова е, мајсторе, најлесното е, Бора, од све. Малечко е, Бора. Малечко. Бело дугме. Бело дугме, Бора. Фала ти, тоа е, Бора, очигледно ги знае сите. Бора, а знаеш што? А замисли електрични оргазам да ти дадеш се. Да, бе, дуže трајало. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс. 25 години со вас. Елит кафе. Голема Стобиранка. Најсрекните стобирачи ги добија своите награди од Витаминка. Јас прв пат добивам нешто вака големо и прва награда воопшто во мојот живот. Значи ова е најубава награда до сега во мој живот. Продолжи да стобираш и ти и биди првиот собственик на најновиот Toyota CHR хибрид во Македонија. Вози Toyota Yaris, скутер Aprilia и освои над 350 други вредни награди. Второто големо извлекување е на 27 ноември, а сите информации ќе ги најдете на stobiranka.mk. Стобирај и вози. Јо плюс јогурт, збогатен со пробиотска култура BB12.
Јо плюс јогуртот го зајакнува имунитетот, го регулира варењето и ја збогатува цревната флора. Размислувај природно, храни се здраво. Млекара Јока. The more memories you want to keep, the lighter you need to be. And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be Light by Samsonite. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Зашто го сакам мојот Ford Focus? Поради тоа што сам паркирам. Има активна помош при паркирање, затоа веќе не ме фаќа стрес кога паркирам. Уште да даваше помош при снимање на емисии, ќе беше супер. Да не ме фаќа стрес кај оној жарио емисија, ќе му снимам јас на него 1 на 1. Мешевски ќе си прави сам емисија. Види го пак седнал. Абе што правиш бе? Цел ден си дома, сметки уште немаш платено, срамота, срам да ти е. Че какви сметки немам платено, да видиш како се плаќаат сега сметки, да видиш. Никој не ти платил вака сметки брзо како сега, јас што ќе ти платам тебе сметки само 3 бројчиња да ти платени се сите сметки, маче. Платени се, ме не ме викај платени се, само седиш дома. Што не донесеш нешто за јадење, ја цел ден да седам во кујна. Ти ми седиш во кујна цело време, како смееш ти да седиш во кујна, бе маченце, види сега како овде ќе видам, сакаш пагетчиња да земам, тортелинчиња, има спанак, има рикота, ако сакаш, не. Ти знам, сакаш пицичка со куленче, еве една голема фамилиарна, само за тебе, една малечка за мене. Еве маченце, и тоа е купено. А зима што иде? Уште јакна што си немаш купено, ќе се разболеш и после јали да те пазам. Ја да ти варам чајби цело време, маче, голем. Маче, бе, па немој така да ми збориш, бе, нема да настинам, ќе си купам еве една јакничка сега, ти еве една и за тебе ќе купам сега јакничка, а и за сестрата ќе купам една дебела таква розева, знаеш дека она таква сака. Еве купено 3 јакнички, еве само 3 бројчиња, готово, бе, маченце, купено, нема никој да ми испонастина, уште нешто да не треба. Чекај, стварно се ова направи? Да, бе, маченце, што ти ја? Охо, ручекот дојде, оди земи го. Се враќаме на време за играта за публика. Да, играта за публика. Денес ќе играме фейк или реални наслови, значи лажни или реални наслови. Да, ова е играта Минута со Јангдер. Да се представиме. Бојан и Никола, одлично. Бојан и Никола, лажни или реални наслови. Значи, првиот што ќе сака да одговори, ние ќе поставиме еден наслов. Тој што ќе сака да одговори дали е лажен или реален, само нека крене рака и добива право да одговара. Првиот што ќе дојде до 3 поени, победува во играта. Ајде да видиме кој е првиот наслов. FBI не може да најде хакери за вработување. Сите се дрогираат. Лажен или реален? Лажен. Лажен? Ајде да видиме.
Реален наслов. Ова е вистински наслов од македонските портали. Добро, тоа е тоа, 0 поени. Одиме следен наслов. Незиното деколте го побудали и српскиот премиер. Никола? Не, лажем вистински. Ова е вистински? Да видиме. Но ова го измисливме ние самите. Имаат минус 7 поен. Ама добро. Ајде, има уште. Ставете ги прстите во оваа положба и ќе ви биде подобро, а килограмите ќе се топат. Чим има видео вистинско. Чим има видео вистинско е, вика Никола. Да, вистинско е. Ми се допаѓа дека чим има видео е вистинско, да, си знаеш ти, видиш? Еј, пазете дечки друг пат ова видео, знаете. Океј, одиме следно. Шабан со шокантна изјава. Уште не знам кој ја затрудне керками. Никола? Лажно. Лажно? Не, ова е вистински наслов. Зарем ова не ти личи на Шабан? Ајде да видиме. Оваа глувонема баба знае кога ќе заврши светот. Имате право двајцата да кажете. Вистинско. Вистинско, ја мислам. Мислите дека е вистинско, а? Да видиме. Ова е лажен наслов. Ајде, одете. Ајде, Бојан и Никола, на здраве. Јак дрче аплауз за дечките. Искрено, ама, пример, ако твои групи, Ексио, ставиме во топ 5 тебе или топ било колку, ти кажи ми, кој се според тебе, ама онака по твој вкус, најдобри Ексио групи што постоje? Азра, дугме, чорба. Тоа е тоа. Ако треба уште две да кажеш... Велики триумвират, а онда су се четврти менјали, бие плави оркестар, Бајага, Прљаво казалиште. Леби Сол, Прљаво казалиште, веќе како е мода ишла, ali ove tri grupe su ostajale uvek. Така е. Скрим фестивал е настанот каде што треба да се оди, Риблја чорба, Црвена јабука, Ван Гог, така да си бидете таму. А сега ќе одиме ние со едно специјално интервју кое го направивме со Никола Ѓуричко. Тој е еден од најпознатите српски актери. Како да не, сјаен глумац и играл у споту нашем. Стварно? Да, како не, љубав овде више не станува. Љубав овде више не станува. Така е. Значи, Ѓуричко игра во адаптација на еден од најпознатите бродвејски мюзикли Монти Пајтоновиот Спамалот на 28 ноември во Македонска опера и балет, заедно со Никола Којо, заедно со одлична екипа. Ајде да го видиме Никола Ѓуричко, специјално го имаме во еден сега. Здраво. Како е? Ево, супер, nije loše, radno, svečano, malo preko tehnološki se dobacujemo, ali to je lepo, što da ne. Kade si, doma si? Doma, da, doma sam imao neke aktivnosti danas, ozbiljne, pa nešto sutra putujem i tako da nisam mogao, nažalost, da svratim do Makedonije, ali doći ćemo, kad dojdem, doći ćemo da igramo predstavu. Така е. I sad ću odmah ti kaži koji su to datumi, to je 27, 28 i 29. Ама ова ти е како и дома, ама и како офис ти е малце, и како канцеларија, а? Ovde mi je, ovo ovde vidiš, to je čuveni zid plača, kako se zovemo, jer tu ja upisujem sve što... Зашто гледаш и плачеш? Pa da, jer vidiš sve je zauzeto. Е, сега ова е Спамалот, тој е од Монти Пајтон фактички? Не фактички, то jeste Monty Python. Беше тешко да се адаптира текстот? Не много, знаеш. Кои фори не можат да пројдат, пример? Има такви или нема? Pa mislim da ne. Znaš, mi smo toliko nekako, naš humor je, sad to kao engleski humor, ne znam, makedonski humor, srpski humor, to je sve što se mene tiče humor. Znaš, ili je smešno ili nije, sad ja ne znam, možda Nemci imaju neke štosove koji nama su nejasni. Peješ, Nikola, peješ? Ja pevam pomalo što je dobro za sve vas. Ja pevam, ne pevam dosta loše uopšte, ali prosto moja uloga je takva da ja nemam mnogo baš da pevam, ali imam dosta da pričam. Znaš, ja igram nekih 4-5 likova, unutar toga igram nekog nadrndanog Francuza, koji naravno prezire Engleze. A čekaj, go menуваš akcentot? Naravno, govoriš se francuski, to mislim... Kako je, kaži mi? Pa pričaš ovaka, malo na francuski, to ti je to, 27. представата ви е распродадена, имате закажана за 28. Ако биде убаво, јако, ќе идеме на 29. трета? Идемо на 29. Pa ja se radujem, znaš kako, za me, mislim, mi smo, bar ja i pretpostavljam mogu da govorim u ime cele ekipe, mi smo vrlo i užasno emotivni uvek kad idemo u Makedoniju, u Skopje u stvari. Монти Пајтоновиот Спамалот се игра во опера и балет ли?
Има, да, gde igramo mi ovde u Beogradu? Не, Igramo u кај Domu. нас. A, ne znam, pravo da ti kažem, nemam pojma da si igrao. Ај ќе кажеме у опера и балет. Pa verovatno je negde gde može da stane seo orkestar sa sve baletom. Значи 27 распродадено, 28 се продава и дај Боже да има и 29. 29. Da, 29. ako pokažeš interesovanje, ja se nadam da hoće, jer bi bilo divno provesti 3 dana. Đуричко, ти си цар, Мој, фанови фала сме ти. ти, цела екипа да знаеш и те чекаме здрави у студио понатака да Супер, видиш. супер, hvala puno. Играш hvala. ти, игра Никола Којо, фантастична екипа, оркестар, Видите, да си да. одите, да си гледате. I balerine, balerine. Чао! Ćao stari, budi dobar. Како гледа еден тука со Бора Чорба, продолжуваме со Бора беше дел од Пинкове звезда. Da, bio sam tamo. Da, Беше bio ти, sam u žiri. беше Цеца, Мирослав Филич, Ceca, Miroslav Ilić, Marina Tucaković, Haris Žinović, ja. Хари Жиновиć. Ето така. Општо Бора. Вредеше? Pa vredilo je, mnogi su mi zamerili, kazali su desni roker tu. Šobaraš со Цеца. A, pogledaj, molim te, ko ministar kulture. Dobro, to se reklamo malo, uvijek smo se šalili i bio je to dobar tim. Tako da mi nije uopšte žao što sam bio deo toga, deo te priče. Имаше дружба приватно или си беше Kako da професионално? ne, pa Miroslav je oženio Popovu ćerku iz mog odolenja. Da, Miroslav je iz Mirčevaca, ja sam iz Čačka, pa smo se znali još kao gimnazijalci. Ти да не ги намести? Kako da ne? А нешто Чорба ново? Kako da ne? Kako da ne? Spremamo novi 20. album, mlada i perspektivna beogradska grupa. Hit ide ovako. Otplaćuje 2 kredita, a nju zato boli kita. Ona kao đakos novac troši teško stečen novac. Kad se ona proserava, ja ostajem bez nerava. I zbog nje su moji nervi na crvenom na rezervi. Pa imam sva svojstva nervnog rastrojstva. Ja se pravim da sam smiren, u stvari sam uznemiren. Ja se pravim da sam miran, u stvari sam iznerviran. U poštanskom sandučetu sve računi nagomili, ko da su se svi na svetu baš na mene okomili. Pita me da li para imam, ja potvrdno glavom klimam. Ni iz drveća pare berem, niti u klonji serem, jebi ga, izvinite, osu sam bez kinte. Ja se pravim da sam smiren, u stvari sam uznemiren. Ja se pravim da sam miran. Bora Čorba, one and only. Бора кажа све, изрецитира све, ти си фантастичен и идол на многу генерации. Ти благодарам што беше тука. Имаме само едно нешто за крај, а тоа е да те подсетиме на овие судиски денови од Пинк Звезди. Сега ќе имаме едни наши таленти, па чисто ти да кажеш од 1 до 10 што мислиш. За почеток го имаме нашиот еден и единствен Спасе. Сега ќе му се јавам на Спасе. Аплауз за Спасе. А, видиш, интересна работа. Звони на двете линии. Ало? Спасе. Заре. Дојде моментот, Спасе, за ова. Значи, подготвен си, Бора Чорба, да те чуе? Може да пеам. Може. Подготвен си, само момент да те слуша Бора, само момент биди и почни да пееш. Тинке, катинке, иде телинке, ти се Ovo nije Makedonac. Толкова е знам. Викаш дека Спасе не е македонец? Спасе nije Makedonac. Јао, ова е едно од најголемите завери во еден на еден. Направили било кога. Svi Makedonci dobro pevaju, Spase. Baš nije. Значи оценка, Кец? Da, двојка. А, двојка. Добро, кажи му чао на Спасе. Добро. Чао, Спасе. Чао, Бора Чорба. Чао, брат. Добро, тоа е Спасе. Како втор представник имаме еден млад господин, еве го тука, тоа е повелете господине, застанете таму. Застанете таму, окей. Ве молам, представете се на аудиториумот. Јас сум вице-премиерот Мешевски. Вице-премиер Мешевски, дали сте подготвени да се представите пред жирито? Како не? Окей, може да почне.
Никој ништо не ти Не, чекај. Политички песни не смееме, така? Може, како не. Може? Чекај да видам само со Телма. Не смеш. Чомовски штото го рече дека не смеш, си извинувам. Излези, момче. Браво на тераса! Ајде, бегај таму. Да. Се во кампања вие сакате да направите. Знаеш? Добро, и имаме... Тројка. Опа! Да, због визуелnog. Да. Појаве. Браво. Због кравате, апсолутно, тројка. И имаме трет представник, не знам кој е, но нека повели да го земе микрофонот. Третиот представник. Имаме познато лице, окей, добро. Ве молам, млада дамо, представете се на публиката. Јас сум Антонија Гиговска. Така, дали ве знаеме вас од можеби нешто од некој надпревар? Пинкове звездица. Пинкове звездица. Искратова. Опа. Да. Заедно Добро, пеевме. добро. Да видиме што ќе рече Бора Чорба за твоето пеење. Listen, I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home. Had to try to say what's on my mind. And you should have known, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I followed the voice you gave to me, but now I gotta find my own. Ovo je prava Македонка, Ова е веќе македонка. Ова е веќе македонка. Антонија, повели, и ти мора после ова да седнеш. Не те пуштаме да одиш уште еднаш за Антонија. Земи го микрофонот, земи го. Седни и ти малце. Антонија, не изненади баш убаво што Тоа е дивно слушати. Не, јас по не знам, 10-ти пат те слушам како пееш, ама секој пат ми е како прв пат да те слушам и фантазија. Стварно, Велика кариера. Има ли нешто ново? Ајде, чекаме од тебе песна. Песничка. Па жаре, сега се крчка нешто ново, ама јас не можам да ти откријам. Само најава. Само најава ќе направиме. Добро, ни се представуваш некаде во скоро време и одиш на некој фестивал? Па во скоро време ќе одам на фестивал во Литванија. Во Литванија одиш? Тоа е европско натпреварување? Па ќе има од сите земји и ќе има доста повозрасни од мене. Ама тоа си е фестивал, нели, стандард. Со све прво место, второ, трето, едно друго. Да, прво место е Парична награда. Ако добро. Дај Боже да ја лапнеме, што? Се надевам дека супер ќе се представам и ќе представам добро Македонија во добро светло. Јас да ти кажам, сум сигурен дека ќе ја представиш во добро светло Македонија. За крај морам да те прашам, те знаат твоите за дечко ти? Да, јас ја следам на Инстаграм. Јас сум тој. Знаат се, така? Добро. Те следам да знаеш. Знаеш дека си ми омилена, така? Така. Антонија, good nature чајчиња за да видат убави гласовите. Има и витаминка, изволте витаминка. А вие исто имате награда. Погледнете тука негде под седиштата, негде дали има залепено награди. Карти за Скрим фестивал треба да има. Значи лист кај што пишува X2. Тоа значи 2 карти за Скрим фестивал. Оп, ете си мајсторе. Оп и таму. Па вие ќе одите на Скрим, а и вие што не гледате ќе си одите на facebook.com/Хотел Гогов. Ве чека викенд за двајца од еден и Хотел Гогов, да си одите во Пекчево, најубавото место за одмор и да си уживате уште еднаш Антонија Гиговска, Бора Чорба легендата во еден на еден. Фала ви. Фала вам. Па слушай, требало да буде 3 на 1. Требало да буде Жера и Đule и ја на јадnog водителја, али испало 1 на 1. Така се зове мисија. Мисля да не било лошо.